Јавното комунално предпријатие ќе се задолжи со околу 2 милиони евра за изградба на фотонапонска централа. Претходно Советот ја прифати физибилити студијата за изградба на централи, една со инсталиран капацитет од 406 киловат-часови, а втората со инсталиран капацитет од 2,2 мегават-часови. Градоначалникот Костадинов смета дека ова е клучен проект за општината. Ако гледаме и направиме компарација или споредба, ќе видиме дека огромен број на приватни компании поднесуваат барања за одобрение за фотоволтаици. Ако не било тоа добро, многу од компаниите нема да беа охрабрени да инвестираат. Да не ги мешаме работите. Целта на фотонапонската централа на општина Струмица, односно на Комуналец, не е да остварува приходи и профит, туку да генерира заштеди. Целта на фотонапонската централа е да општина Струмица биде независна од берза. Во ноември месец, ова вреди да се повтори, цената по киловат беше, која што беше постигната на јавна набавка за општина Струмица, 3,7 денари по киловат. Во месец декември имаше оттекови, зголемување, намалување, но во месец декември веќе скок на цената на 40. Еднострано беа раскинати договорите. Сите правни механизми ги искористивме и свативме дека и да оптужиме заштитени се согласно закон добавувачите кои што беа изберени. Дали треба повторно да се дозволиме и да ги изложиме граѓаните, вклучително и нас. Ние не може да предпоставиме дали може да се случи криза. Јас знам дека цената никогаш нема да се одржува на 140, 150, 200 евра по мегават. Но нема да падне ни под 80-90. Исплатливоста на самата инвестиција е прашање дали ќе биде за 8, за 5 или во време на енергетска криза за 2 години. Дали треба да чекаме, сметам дека задоцнивме. Координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМН Никола Маџунков пак смета дека треба да биде општината предпазлива со вакви задолжувања. Јас сакам малку да го образложам ова точката од дневен ред за гаранција за задолжување. Ова задолжување вклучува задолжување и давање гаранција за задолжување од 131 милион денари и нешто, тоа е некаде околу 2,1 милиони евра со променлива каматна стапка за период од 10 години. И ова ќе биде второ големо задолжување, после задолжувањето од 1,5 милиони евра за Струмица газ и јавното предпријатие Комуналец за водомерите на далечинско управување и секундарна мрежа на газ. Значи, јавното предпријатие Комуналец повторно ќе се задолжи со нови 131 милиони денари. Морам да повторам и да апелирам дека треба да бидеме против вакво големо задолжување повторно, бидејќи од претходното задолжување дури во оваа година почнуваме да го враќаме кредитот и да најдеме начин за нови методи, нови начини за финансирање на ваков проект или да се најдат нови можности за инвестирање во други проекти кои ќе бидат вистински во интерес на граѓаните на општина Струмица. Ова задолжување ќе го внесе јавното предпријатие Комуналец во многу голема криза во работењето, со него и општина Струмица. Сметаме дека ова е несигурен проект за општината и нема да биде ефикасен. Ќе ви дадам неколку аргументи против ова гаранција и против овој заем за овој ваков проект. Според последните регулативи на влада на Република Македонија, според која произведената струја од фотоволтажни централи може да ја користат само објекти и правен субјект каде што е изграден. Тоа значи дека општина Струмица и сите нејзини јавни предпријатија и правни субјекти нема да можат ниеден да ги користат затоа што не можат да излезат на слободен пазар. Сметам дека овој проект беше образложен како проект кој ќе го користи цела општина Струмица, вклучително
школите, градинките, сите јавни предпријатија, целото градско јавно осветлување. Школите се места каде што и градинките каде што најмногу е потребно да интервенираме со ефтина струја, така да од овој проект според ова регулатива сметам дека нема да користи. Градоначалникот Костадинов пак смета дека заштедите од ваквите проекти се големи. Прашање на време е само кога ќе се исплати инвестицијата. Требаше побрзо. И ги коментирам неколку пати бројките во рамки на седниците на Совет, во рамки на учеството во емисии за 10 месеци. Општина Струмица заедно со јавните предпријатија исплатија 140 милиони денари. Само општината по 9 милиони денари, по 7 милиони денари, само за електрична енергија. И да, јавните предпријатија немаат потреба да продаваат доколку домаќински размислуваат за искористување на фотонапонските централи за сопствени потреби. Најголем потрошувач е пречистителната станица. Имаме ситуации каде колеги градоначалници ги ставаа надвор од употреба, што е спротивно на укажувањата на Европската унија, пречистителните станици. Општина Струмица не ја исклучи пречистителната станица. Таа функционираше во интерес на здравата животна средина. Дали требало да ја исклучиме? Не, по ниједна цена. Дали беше лесно тој период на криза? Не, воопшто не беше лесно. Дали сега треба да има дилеми дали да се навлезе во таква сериозна инвестиција? Не треба да има дилеми. Ова е последната одлука. Јас благодарам на мнозинството советници што до сега преку транспарентен процес на презентација на физибилити студијата, која што е основа и олеснување на одлуката на советниците, даваат поддршка на еден од најголемите проекти во општина Струмица. Инвестирањето во фотонапонски централи е еден од централните проекти што за оваа година ги планира општина Струмица.